Време за најновите информации и настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Го следите дневникот на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. По најавите од страна на СДСМ и лица блиски до неа за потребата од големи кадровски промени, се огласи експертите. Велат тоа е неосновано и неприфатливо. 20 апликации од повеќе автори и издавачи се дел од официјалната конкуренција за Рациновото признание 2017. Агенцијата за вработување на Република Македонија на 18 мај го започнува третиот циклус саеми за вработување. Оваа борба е наша борба, но оваа борба е должност која носиме во себе и заради своите поколенија, велат поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. И вчера вечер од Велес по 73-ти пат беа испратени пораките за отфрлање на тиранската платформа и распишување нови парламентарни избори како излез од политичката криза. По 73-ти пат оттукот пред споменикот на Панко Брешнаров го започнуваме нашиот марш со цел уште еднаш да испратиме јасна порака дека ние, поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, не прифаќаме воведување на двојазичност на територијата на целата држава. Кажуваме не за менување на химната, знамето и грбот на државата. Против сме менување на символите во армијата на Република Македонија и во полицијата. Не прифаќаме промена на ликот на македонските банкноти. Бараме, велат поддржувачите на оваа иницијатива, предвремени парламентарни избори и отфрлање на тиранската платформа. Вистината ќе излезе на површина и ние ќе бидеме запишани во историјата како спасителите на Република Македонија. А оние другите ги жалам, затоа што тие нема да најдат ни едно место на светот каде ќе можете се сокријат од оваа срамна неправда која и нанесуваат на Република Македонија. Оваа борба е наша борба, но оваа борба е должност која носиме во себе и заради своите поколенија, велат поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Сите политички субјекти, лојални и одговорни кон уставното уредување на Република Македонија, мораат да постигнат консензус по виталните и екзистенцијални државни и национални интереси, неделив државно-територијален интегритет и суверенитет, никакви регионални поврзувања и асоцијации, неменување на уставното име на државата. Трпение имаме, остануваме на улиците и во Велес и во останатите општини во Македонија, велат организаторите, се до исполнување на нашите барања, организирање на предвремени парламентарни избори и отфрлање на тиранската платформа. Во Македонија веќе не владеат правото и правдата, не владее демократската држава. Вистината боли дека насила Македонија се уништува се со цел да се затвори македонското прашање, бришење на македонскиот идентитет и федерализација и распарчување на Македонија, нагласи Светлана Јосифова на протесниот марш во Кавадарци. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и вчера вечер организираше протестен марш во Кавадарци. Од Кавадаричкиот градски плоштад беа повторени барањата за отфрлање на тиранската платформа и зачувување на унитарноста на државата. Пред присутните говореше Светлана Јосифова, историчар. Таа меѓу другото рече дека Македонија се наоѓа во вонредни услови од кои можат да ја извлечат само граѓаните кои повеќе од 70 дена мирно маршираат по патеката на државноста. Излезете и храбро спротивставете се на европските бюрократи што сакаат да ве заплашат или да ве подкупат. Меѓутоа, тоа ви го дозволува законот и уставот да го браните правото. При тоа додаде дека под притисок од надвор се институциите, судиите и Уставниот суд. Го повикувам Уставниот суд, кој треба со закон да ја брани унитарноста на државата, да го поништи и отфрли нелегитимниот избор за председател на собрание, апелираше Јосифова.
По најавите од страна на СДСМ и лица блиски до неа за потребата од големи кадровски промени, се огласи и експертите. Велат тоа е неосновано и неприфатливо. Според експертите, предмет на смени може да бидат само лицата поставени на највисоки раководни функции од првиот и вториот ешелон. Дијана Иванова повеќе за ова. Изборите одамна завршија, но како да не заврши период на изборно лицитирање со бројки. Еден од последните примери за илустрација на претходно кажаното е изјавата на поранешниот гувернер на Народна банка Петер Гошев, дадена во емисија на Телма телевизија. Рековме, судството, полицијата, образованието мора да се врати на вистинскиот колосек. Значи, мора да профункционира институциите во согласност со Уставот на Република Македонија таков каков што е. Значи, тоа мора да го направи прво власта, нова. Тоа се прави со смена на луѓето кои што работеле сосема спротивно од тоа. Се разбира, има инсталации на повеќе нивоа и тоа ќе треба да тече како процес. Може би ќе треба 5.000 луѓе и така натаму да променети од позициите кои што сега ги држат и му служеле на фирерот. За кадровски промени во судството јавно говори и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Тој од поодамна како да го мерка судството, па најавува реизбор на судии. За ова Заев говори и во интервју дадено за Радио Слободна Европа. Распуштање на судството и правосудството и негов реизбор, каде што политичарите ќе ги тргнат своите раци и влијанија за да се постават експертски согласно најдобрата европска пракса, како што тоа е направено во многу земји кои што денеска се блиску до Европската унија или веќе се членки на Европската унија. Изјавата за прераспределба на вработени и реизбор на судии за лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски е обид СДСМ да инсталира свој кадар во правосудниот систем. Идејата е да се направи прво заплашување на судиите, а веројатно во глава има и некаква промена со цел да се заштити себе си од постапките кои се водат против него. Под плаштот дека сака да направи реформи, всушност сака во најмала рака да ги заплаши судиите. За експертската јавност ваквите изјави се неосновани и неприфатливи. Универзитетскиот професор Борче Давидковски вели дека предмет на смени може да бидат само лица поставени на високи раководителни функции од првиот и вториот ешелон, например министер и заменик министер, директор и заменик директор и слично, односно најчесто оние луѓе кои што се именуваат и поставуваат од страна на владата и кои по дефиниција се променливи. Нашите закони се сега такви што веќе не овозможуваат промена на првите двајца луѓе, да значи дека новите раководители потоа може да вршат внатрешни преместувања и смени како што ќе им се присака. Постојат стрикни законски ограничувања со кои практично сите оние државни службеници и други административци се заштитени токму од партиските промени на чело на тие институции. Значи може да се менуваат министри, директори, заменици, но ништо подолу од нив, ниту еден државен советник, началник или слично. Ако се случи тоа, ќе има директно кршење на законот. По најавата дека новата извршна власт треба да направи комплетни промени, К1 телевизија се обиде да дојде до мислење од самите вработени во државната администрација. За сега нашите обиди пред камера да имаме соговорник остануваат безуспешни. Она што евидентно е немирот, загриженоста и стравот за работното место кај овие лица. Регионален семинар за заштита при работа во организација на Македонското здружение за заштита при работа овие 3 дена се реализира во Кавадарци. Во фокусот на вниманието е практичната примена на законската регулатива за безбедност и здравје при работа. Во приложение изјавата на Андријана Зафировска. Оваа година во рамките на годишната програма за обуки во соработка со локалната канцеларија на Државниот инспекторат за труд организираме регионален семинар од областа на безбедност и здравјето при работа, односно за практичната примена на законската регулатива за безбедност и здравје при работа. И минатата година во овој Тиквешки регион организиравме исто така регионален семинар, каде што учесниците ни принесоа искуство дека нивните знаења успешно ги имплементираат во своите работење. Токму затоа и оваа година решивме да го повториме семинарот. Секако основна цел е стручно усовршување и континуирано едукација на стручните лица по безбедност при работа, но и другите чинители кои што делуваат во оваа област. Но меѓутоа тука секако сме и за
Нели споделување на искуства, добра пракса се со цел унапредување на безбедноста и здравјето при работа. Годишниот ЗТ од Велес е лишен од слобода поради истрели од огнено оружје. Имено на 11.5.2017 година во 10 часот на улица Гоце Делчев од дворното место од семејната куќа на ЗТ се слушнале неколку истрели од огнено оружје. Од страна полициски службеници од СВР Велес било излезено на местото на настанот. Таму бил затекнат ЗТ кој со себе имал ловечка пушка калибар 16 мм и ередник со куршуми околу телото. Во дворот од куќата биле најдени и подигнати 8 чаури за вештачење. ЗТ е лишен од слобода, а оружјето и муницијата се потврда за привремено одземени предмети кои биле одземени на лице место. Нема повредени лица, а увид на местото на настанот извршиле јавен обвинител и увидна екипа на СВР Велес. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци денеска преку соопштение реагира на вчерашната изјава на Митко Керов, кој во име на општинската организација на СДСМ Кавадарци рече дека голем број земјоделци кои го користат каналот за наводнување Макарија со години се жалат на недостиг од вода за наводнување, а тоа пак придонесувало за лоши услови за извршување на земјоделските работи. Во соопштението пишува дека земјоделците од владењето на СДС гледаа само полициски пендраци кои беа користени да се разбијат протестите кои настанаа од штетните политики на СДС во земјоделскиот сектор. Гледаа како олигарсите блиски до СДС го грабнаа најквалитетното земјоделско земјиште во Кавадарци. Гледа и како нивното грозје се продаваше за само 4 денари по килограм. Такви реформи земјоделците не сакаат да се повторат и затоа довербата на избори им ја дадоа на ВМРО ДПМН. Владата на ВМРО ДПМН денес овозможува финансиска поддршка на македонските земјоделци, додека пак во времето на СДС не постоеше такво нешто. Стои во реакцијата на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци. Дваесет апликации од повеќе автори и издавачи се дел од официјалната конкуренција за Рациновото признание 2017. Според Зафирчев, сите 20 апликации ја оправдуваат естетичката профилација на наградата, за која конечната одлука ќе ја донесе комисијата на 3 јуни. 20 апликации од повеќе автори и издавачи пристигнаа на конкурсот за Рациновото признание за 2017 година, кој заврши на 5 мај, што представува рекорд. Организаторите за прв пат ја воведоа естетичката профилација на Рациновото признание, прозна книга која што е иновација по форма, структура и содржина. Не радува фактот што сите овие 20 апликации апсолутно ја оправдуваат естетичката профилација на наградата, затоа што се навистина прозни дела кои што имаат некаква иновација во однос на формата, структурата и содржината, што говори за тоа дека воопшто современата македонска проза се развива во таа иновативна и авангардна естетичка смерница. Прозните книги кои се од различни издавачки куќи уредно пристигнали и влегуваат во официјална конкуренција за наградата. Веќе се доставени на увид кај стручната жири комисија, во чиј состав, како што веќе и најавивме, годинава се минатогодишните добитници, односно лауреати на наградата Рациново признание, кои екс-екво ја поделија наградата, тоа се писателите Саша Димовски и Владимир Јанковски, а како трет член на комисијата ќе биде наш веќе долгогодишен соработник на манифестацијата Марија Ѓоргиева Димова. Конечната одлука комисијата ќе ја донесе на 3 јуни. Наградата за Рациновото признание е парична во висина од 60.000 денари и плакета. Истата ќе биде доделена на 54-тите Рацинови средби, кои ќе се одржат на 9 и 10 јуни. И по 60 години од завршувањето на гимназиското образование, со се уште свежи спомени, денеска повторно седнаа во училишните клупи и си спомнаа за деновите поминати заедно. Велат на некој начин ние бевме последната генерација која заврши во славната гимназија, каде се бараше место повеќе за да се биде дел од оваа образовна институција. Со голема восхитеност и задоволство си ги гледам своите соученици и во мислите ми навираат ситуации од нашето школување,
затоа што на некој начин ние бевме последна генерација која заврши во славната полна гимназија, вели Стефан Ѓорчев, кој со своите соученици прослави 60 години од матура во Велешката гимназија. Секоја генерација си има своји специфики, своји желби, своји можности, а тоа зависи нели од степенот на цивилизацијски достигања и од она што семејството и општеството им оставило како ресурс за понатаму да станат квалитетни личности и продуктивни. Овие овде што сите зад себе имаат голем позитивен багаж. На средбата беше присутна и професорката по француски јазик Лилјана Бојаджиева. Сите овие мои ученици навистина беа многу фини и многу убаво учеа. Немаше тогаш скитање ноќе. Во 7 сат сите се прибираа дома. Ученически час. Иако немаше така стрикно, но сепак тие дома седе. Тогаш само читавме книги, немаше телевизија. Само тоа не беше. Ние учевме не за белешки, не за купени дипломи, но учевме за знаење. Покрај средбата, 25 гимназијалци ја посетија гимназијата Кочорацин, ја разгледаа црквата Свети Кирил и Методи и новоизградениот театар Јордан Хаджи Константинов Џинот. Вакви средби одржуваат секоја година во Скопје. Петнаесет банки, осигурителни компании и инвестициски фондови од денеска па се до 14 овој месец ќе учествуваат на сајмот за банки Денови на финансии. Посетителите ќе можат да се запознаат со најновите понуди за сите банкарски производи во Македонија, да ги разгледаат понудите за животно осигурување и да одберат најповолната опција за инвестирање. Представниците од институциите ќе понудат одговор на сите прашања на посетителите и ќе бидат запознаети преку непосредни разговори со презентација на актуелните производи кои ги нудат најповолните услови за сите видови кредити и депозити. На настанот ќе бидат присутни и представници од Народната банка на Република Македонија, се со цел да дадат придонес кон зајакнување на општата свест за тоа колкава е потребата од финансиска едукација и кои се придобивките од таквото знаење. Во продолжение вести од Македонија. Од 18 мај започнува третиот циклус сајми за вработување кои ќе се одржуваат во 6 градови во државата во период од 1 месец. На истите работодавачите ќе ги представат нивните потреби за работен кадар. Невработените ги имаат можност директно да се информираат за условите за вработување. Очекувањата се да пред се компаниите кои што имаат потреба од работници ги отворат своите, да кажеме, работни позиции, ги понудат на посетителите, односно оние кои што се заинтересирани да сменат работа, да најдат работа, да се вработат, едноставно да дадеме можност на еден директен контакт со работодавачите, сите оние лица кои што имаат потреба од поквалитетно работно место или вработување, да дојдат и да се остават своје CV и се надевам дека наредниот период ќе бидат повикани од компаниите на разговори и интервју. Според Поповски, невработеноста на младите се намалува, но се уште е висока. Тој вели дека преку ваквите сајми младите може да видат што се бара, за кога ќе се запишуваат во средно училиште или пак на факултет, да изберат образование, со кое во иднина ќе може да се вработат кај некој од компаниите. Некаде над 700 работодавачи учествувале на претходните сајми. Посетителите се движат меѓу 70 до 80.000, можеби повеќе, не можевме да ги преброиме сите, но битно е дека над 2.500 луѓе најдоа работно место. И тоа е најбитниот момент за кој што ги организираме овие сајми. Се надевам дека сме постигнале и мотивација кај младите луѓе да изберат соодветно образование со кое што во иднина нема да бидат невработеност, ќе бидат само вработени лица. Ако пред 4 години невработеноста кај младите изнесувала 50%, сега таа е околу 46%. Голем број од младите заврши општествени науки за кои има многу помала понуда за работни места, вели Поповски. Затоа со овие сајми сакаме да направиме промоција на работните места кои имаат иднина во смисла на брзо вработување по завршувањето на образованието, вели Поповски. Најголем ефект според Поповски имала мерката практиканство, бидејќи над 62% од младите се вработиле по 3 месеци практична работа. Со семскиот караван годинава се опфатени Скопје, Штипка, Вадарци, Битола, Тетово и Струмица. Министерот за финансии Кирил Миновски изјави дека буџетот е ликвиден, а за исплатата на земјоделските субвенции од Министерството ќе се чека да се објави одлуката на Уставниот суд. Тој додава дека во моментов нема потреба од ребаланс, а и од издавање на еврообврзница.
Постои доволна ликвидност на домашниот пазар и на платата на приходите, вели Миновски. Министерот истакна дека треба да се види одлуката на Уставниот суд во однос на исплатата на субвенциите за земјоделците и доколку не е спорна и не постои законска пречка, ќе започне исплатата на субвенции. Околу 800 луѓе протестираа во Наха, центарот на јапонската префектура Окинава, со барање Токио и Вашингтон да ја стопираат изградбата на нова американска база на островот. И покрај силниот отпор на локалните жители, Јапонија и САД се договорија во северниот дел на Окинава да бидат изградени нови објекти за американската армија. Жителите предупредуваат дека изградбата ќе го наруши екосистемот. Во продолжение вести од светот. Подпредседателот на Соединетите американски држави Майк Пенс и државниот секретар на државата Канзас Крис Коубаш ќе ја предводат комисијата која што ќе ги проучува тврдењата за измама на претседателските избори од 2016 година. Свој подпис на указот веќе ставил и претседателот Доналд Трамп. Пенс и Коубаш ќе имаат обврска да ги проверат тврдењата за незаконско гласање, за изборни измами или прекршоци при регистрација на гласачите во одредени држави за време на минатогодишните претседателски избори во САД. Во комисијата ќе има представници на републиканците, но и на демократите. Поради основано сомнение за соработка со Фетулах Ѓулен во координирана акција, турската полиција денеска привела 53 поранешни работници во Истанбулската берза, пишува весникот Хабертурк. Рациите се спроведени рано утринава, а при операцијата на турската полиција извршен е претрес во 70 куќи. Турското обвинителство наложило притвор за 102 лица во рамки на истрагата. Ѓулен, кој живее во екзил во САД, турските власти го обвинуваат дека го организирал обидот за преврат во јули минатата година. Тој пак ги отфрла сите обвинувања дека стои зад неуспешниот пуч во Турција. Околу 40.000 лица се уапсени поради наводни врски со осуетениот обид за преврат од 15. јули 2016 година. Под истрага се 150.000 лица. Постојаниот представник на Казахстан во Уединетите нации Каријан Умаров на заседание на Советот за безбедност изјавил дека терористичката група Исламска држава се соочува со сериозен недостиг од средства како резултат на ниските цени на нафтата, воениот притисок и санкциите наложени од меѓународната заедница. Според него, карактерот на заканата од страна на терористите се менува и тие продолжуваат да бидат предизвик за безбедноста во светот. Умаров додава и дека ограноците на Ал-Каеда продолжуваат со своите терористички активности низ светот и дека во некоја мера таа е посилна и од Исламската држава. Денес имавме сончево и топло време со умерена облачност, проследено со умерен јужен ветер, кој во јужните делови повремено беше засилен. Температурата се движеше во интервал од 19 до 29 степени. Најтопло ќе биде во сабота, кога на повеќе места дневната температура ќе надмине 30 степени, а ќе дува и засилен западен ветер. Во почетокот на наредната недела ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, особено во вторник. Ќе дува и умерен северен ветер, што ќе предизвика опаѓање на дневната температура. Со информацијата за времето го заокружуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.